Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ МК и Советникот за инклузија на ромите во владата подпишаа договори за инклузија на децата роми во предучилишно воспитание. Децата се вклучени во интегрирани групи во јавните детски установи. Проектот инклузија на деца роми во предучилишно образование, Министерството за труд и социјална политика во соработка со Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта го спроведува од 2006 година, многу години наназад, и навистина имаме одлични резултати во однос на вклученоста на децата од ромската етничка заедница во предучилишното образование. Меѓутоа, бенефитот не го гледаме со тоа што само децата ќе ги вклучиме во предучилишното образование. Бенефитот го гледаме дека овие деца го продолжуваат своето образование и во основното, и во средното образование, а дел од нив, пошто наназад со години се имплементира овој проект, дури и се запишеле на високо образование и завршиле факултет. Значи, инвестицијата што ја правиме со вклучувањето на децата од ромската етничка заедница во предучилишното образование, ние всушност инвестираме во самите деца, за да можат да имаат перспектива во животот, за да можат да излезат од тие норми на живење и од таа сиромаштија во која што се нашле затоа што нивните родители биле необразовани, туку им нудиме можност да се вклучат во предучилишно образование, а понатаму и во останатите нивоа на образование. Во изминатите години во рамки на проектот се вклучени 5000 деца и, како што реков, голем дел од нив продолжиле образование, дури и до високо образование. Другиот бенефит од самиот проект е што децата кои ги вклучуваме во детските установи, не ги сегрегираме во посебни групи. Ова е процесот на инклузија, да од мали се учиме дека различностите треба да ги прифатиме, дека постојат различни деца од самите нас и кога од мал кој ќе го научиме на инклузија и на прифајки на различностите, тоа дете кој ќе порасне и кој ќе стане возрастен човек, нема да има ниту предрасуди, ниту стереотипи по етничка или по која друга основа. Покрај вклучувањето на децата во градинките, во предучилиштето образование, беа работени 20 негователки, исто од ромската етничка заедница, за да можат да им помогнат и на родителите, и на децата полесно да се адаптираат во предучилишното образование. И покрај овие 20 негователки беа ангажирани 17 медијатори, кои што работеа со родителите, за да се подигне свеста кај родителите дека инвестицијата во нивните деца е инвестицијата во иднината на нивните деца. Од 2019 година проектот го прифатија дел од локалните самоуправи со заклучок на влада, всушност родителите се ослободуваат од партиципација за грижата во предучилишното образование, за вклучувањето на децата во предучилишно образование и сите 20 општини кои што не се вклучени во овој проект прифатија да тие како оснивачи ги ослободат родителите и да може да имаме што повеќе деца во предучилишното образование од ромската етничка заедница. Се работи интензивно за што поголема вклученост на децата роми во градинките, не само во Шуто Оризари, туку и во останатите општини. Многу е значајно бидејќи децата ги стекнуваат првите образовни и едукативни навики за да бидат поуспешни во понатамошниот образовен процес, вели Љати Фешиковска, пратеничка и долгогодишен активист во граѓанскиот сектор за заштита на ромските права. Ние во Шуто Оризари навистина добивме една нова детска градинка со сите модерни стандарди, со сите можни услови и за вработените и за децата пред и се, и капацитетот е некаде околу 200 деца може да учат и да бидат вклучени во детската градинка 8 април во Шуто Оризари. Секако дека никогаш не е доволно, ние ќе се обидуваме заедно и со Министерството за труд и социјална политика и таму каде што нема вклученост на децата роми, да помогнеме истите да бидат вклучени.
Сега, каков е интересот? Бидејќи многу е важно родителите да се одлучат да ги носат и да ги вклучуваат што повеќе во образовниот предучилишен и училишен процес. Работевме сите ние во однос на подигање на свеста за важноста на образованието во ромската заедница, особено на децата на предучилишна возраст од 3 до 5 години. Свеста е навистина развиена, родителите се повеќе се свесни дека навистина образованието е важно, ги носат редовно децата во градинките, па и во училиштата, и секако дека имаме и одредена бројка на семејства кои живеат во сиромаштија, каде што и тие, преку одредени проекти, се вклучени бесплатно во градинките, се со цел и тие да имаат можност и шанса, без разлика на нивниот социјален статус, да бидат вклучени во градинките. Не е до децата, до родителите, до еманципацијата, до сваќањето на важноста да бидат социјализирани, вклучени во систем. Мене ме радува што се повеќе и повеќе родители и деца се заинтересирани да бидат вклучени, а ние сме тука да обезбедиме што е можно повеќе, поголем број на деца да бидат вклучени во образовниот процес генерално, особено во детските гради. Ние имаме и родители кои се вработени, и истите тие си ги носат децата во градинките, а при тоа и плаќаат она што треба да го платат во градинките. Така да имаме различна слика, но сепак, поради социоекономскиот статус, навистина многу родители немаат можност да платат за да партиципираат во однос на вклученост на децата нивни, така да тука значи имаме доста и проекти, граѓанските организации ги поддржуваат тие што немаат да платат, и секако оние дотации што Министерството за труд и социјална политика ги одвојува посебно за децата. Малку повеќе треба и да се работи, секако сигурно е опфатено и тој дел еманципацијата на родителите. На терен со родителите па малку повеќе да бидат социјализирани, еден вид на социјализација, да не биде сами на себе да бидат оставени. Така, токму затоа и спомнав медијаторите беа вклучени во подигањето на свеста кај родителите, за да можат да ја сватат, да го сватат бенефитот, користа од вклучувањето на нивните деца во предучилишно образование. Со вклучувањето во образованието и продолжување во процесот на предучилишно воспитание и образование и продолжување на детето низ процесот на основно, па на средно образование. Тој што има желба и капацитет и на високо образование, со тоа се задминува и сиромаштијата во која што биле неговите родители. Затоа што со завршено средно образование, високо образование, тој може да се вклучи на пазарот на труд, да работи, да не зависи од системот на социјална заштита, туку сам за себе и за своето идно семејство да си обезбедува екзистенција. Најважно е да се работи со родителите, затоа што многу често родителите се пречка да се вклучат децата во предучилишното образование. Не го гледат бенефитот, не се едуцирани. И токму и со поддршка на граѓанските организации, и со поддршка на медијаторите, разговараме со родителите, за да можат што повеќе, не само овие дечиња што се сега вклучени во проектот, туку што повеќе деца во различните општини од државата да можат родители да си ги пуштат нивните деца во градинка, во предучилишно образование и да инвестират, со тоа инвестират во иднината на своите деца. А и децата да се вклучат во системот и тие да се чувствуваат како еднакви. Апсолутно. Инклузијата од секаков вид е корист. Дефинитивно, и кога ние во курикулумите на детските градинки го имаме недискриминацијата и еднаквоста на начин за пренесен адекватен на возраста на децата. И процесот на инклузија, дали е за деца со посебни потреби, со попреченост, дали е за деца од различна етничка припадност, дали е за родовите улоги на жените и мажите, односно девојчињата и момчињата.
од мали да ги научиме дека различностите се богатство на едно општество. Различноста не треба да не дели, туку различноста треба да не спојува. И од мал, кој ќе ги отстраниме стереотипите и предрасудите на децата по однос на било која можност за дискриминација, ние ќе имаме инклузивно општество, општество кое што не дискриминира и општество кое прифаќа различности.